Сега уште на почеток на видеото не се запознавме со всушност. Кратко спомнавме за хлоропластите. Дека хлоропластите всушност се структури кои се наоѓаат во растителните клетки и дека тие всушност може да имаат вид овална до округлеста форма, кој всушност овие хлоропласти всушност се еден дел од сите пластиди кои ги содржат растенијата. Значи, овие се еден вид, односно се хлоропласти, односно хлоропластиди. Сега, тоа бидејќи имаме различен вид на пластиди, најчесто пластидите потекнуваат од пропластидите, значи пред пластиди имаме пропластиди, од пропластиди кои се добијат пластиди, од тие пластиди добиваме хлоропласти. Сега внатре во хлоропластите, како што рековме, ќе разгледаме структурата, но целата внатрешна содржина всушност не ја рачунаме како строма, значи внатрешноста е строма, каде што има некои мембранозни структури кои се наоѓаат внатре во неја. Сега внатре, нели, исто така се наоѓаат хлорофилите. Ќе збориме сега на кратко малце подетално за структурата на хлоропластите. Само да напоменеме дека хлоропластите всушност се наоѓаат кај сите организми кои на видом ќе видите дека се зелени, така значи тоа тука спаѓаат одредени алги, виши растенија, така како цекиња, дрва, треви, мовови, папрати и така натаму. Значи сите тие имаат хлоропласти каде што се наоѓа хлорофил. Најчесто и во едно растение кое можеме да речеме дека ќе направиме како дрво, значи имаме како едно дрво, имаме хлоропластите се наоѓаат најчесто во мезофилот на листовите. Значи, како што имаме еден лист, во мезофилот, тоа е ако направиме како напречен пресек вака и добиеме како горен епидермис, долен епидермис. И мезофилот е овој внатрешниот дел од листот, така како ткивото на листот. Таму се наоѓаат најголем дел хлоропласти, бидејќи нели тоа сепак е зелениот дел на растенијата, значи нема некои многу хлоропласти во стеблото или пак во коренот на растенијето. Сепак зависи, некои растенија може да се целите зелени, значи со зелено стебло, некои цвеќиња може да видите такви или некои други повиши растенија, но значи тоа е еден вид правило, ако е зелено, најчесто има хлоропласти. И затоа во зелените делови викаме дека се врши фотосинтеза, некои растенија тие кои се целите зелени, низ целото тело вршат фотосинтеза. Сега ако ја разгледаме структурата малце подетално, ќе забележиме дека всушност стромата, односно стромата, хлоропластот има две мембрани. Значи има надворешна мембрана во која е во непосреден контакт со цитоплазмата на клетката, нели, дека е цитоплазмата на клетката. Има внатрешна мембрана, значи вака направиме, има внатрешна мембрана. И помеѓу нив всушност се наоѓа така наречениот перипластидијален простор, значи ако ќе обележиме со зелена боја, тоа е или нека биде со некоја друга, перипластидијален простор. Ќе се навратиме, кој има доста важни улоги, но нема сега да навлегуваме во тоа. И обично надворешна мембрана ќе служи едноставно за изолација помеѓу цитоплазмата и внатрешноста на хлоропластот, додека внатрешната мембрана содржи голем број на транспортни протеини кои вршат секакви видови на транспорт помеѓу хлоропластот и цитоплазмата и учествува во голем број на регулацијски процеси. Кај некои растенија, хлоропластите дори од внатрешната страна градат едни така наречени перифериски ретикулуми, како извиени тубули кон внатрешноста. Но добро, тоа не се среќа кај сите растенија. Сега внатрешноста на самиот хлоропласт, како што веќе рековме, се нарекува строма. И тоа е еден вид како цитоплазма, односно еден вид продзивна течност која се наоѓа кај хлоропластите. Сега внатре имаме внатрешни структури мембранозни кои сега ќе ги разгледаме. Значи првично кога ги наблюдувале, приметиле никако топчести структури, нали топчести структури, сега ги прави вака поголеми и затоа ги нарекле грани, кои исто така биле мембранозни структури, но денеска знаеме дека тие грани всушност се формирани од други структури кои се исто мембранозни, кои се наречени тилакоиди. Може да се ги замислите како еден вид вакви ко балончиња, тилакоиди, кои внатрешноста на тилакоидот се нарекува лумен. Значи внатрешноста, ако бележа со виолетова боја, е лумен.
Сега понатаму откриле дека добро нормално имаме и други грани кои се исто така состојани од тилакоиди, но дека има грани, дека има всушност тилакоиди кои поврзуваат други грани. И ги нарекле така наречени стромални, со која боја нека биде црна, стромални тилакоиди. Значи стромални, вака. Стромални тилакоиди. Но денеска се приметува дека всушност, ако стромалниот тилакоид го бележам сега со црна боја, тој како што иде, всушност го обвива граналниот тилакоид, да ќе направиме да биде. Значи го обвива и сега тука пак врти надоле, околу него иде. Така, ако ова би го направиле како top-down view, ако гледаме од озгоре, тоа би изгледало на следниот начин. Значи од околу би биле стромалните тилакоиди, додека во внатрешноста би била граналната тилакоида. Така, сега стромална всушност го бива целото ова, и сега иде надоле, и сега да речеме дека продолжува, така од минатово и се приклучува на тоа. Па од тука ќе се продолжи, ќе се приклучи наредно некоја. Така ќе изгради друга стромална тилакоида и во внатрешноста всушност ќе се наоѓа граналната тилакоида. И затоа денеска се смета дека всушност луменот на оваа стромална тилакоида е еден единствен низ целиот хлоропласт. Значи, имаме внатрешност со гранални тилакоиди, така, кои се обвиени од надвор со овие стромални тилакоиди. И всушност стромалните тилакоиди денеска се сметат дека се имаат еден лумен низ целиот хлоропласт. Добро, сега се повторив, но сега нормално вака не изгледа хлоропластот кај сите растенија, некои не ни ги имаат овие грани и тилакоиди, него едноставно има тилакоидни мембрани низ целата строма, некако расфрлани се без врска, без да градат некои структури. И тоа е обично кај некои бактерии. И така тие се нарекуваат така наречени агранални хлоропласти. Сега ќе го разгледаме составот уште малце подетално. Значи, сите мембрани кои влегуваат во состав на хлоропластите се главно изградени исто како сите флуидомозаичниот модел на мембрани кои се наоѓаат во клетките. Односно, бидејќи има двојна мембрана, тие се прилично слични, но во дел се различни. Значи, дека има вмуштена, сега да се гледа, имаме внатрешна и надворешна мембрана. Надворешната е слична со скоро сите други мембрани во клетката, значи има двоен фосфолипиден двослој, нели, кој е составен од фосфатидилглицерол и фосфатидилхолин, така значи имаме фосфорни, не знам жолта боја, имаме фосфорни глави, така со од двете страни, со хидрофомни опашки, и имаме различни соединенија, нели, поврзани со глицерол, со холин и така натаму. Значи исто изградено како клеточна мембрана на самата клетка. И сега на внатрешната рековме дека се наоѓаат повеќе протеини, значи овако извадиме внатрешна мембрана. Тоа повторно е фосфолипиден двослој, но импрегнирана е со многу голем број протеини кои се наоѓаат низ незе, кои служат за различни реакции, дали во оксидација или редукција или пак пренос на одредени соединенија, додека тилакоидните мембрани, значи тилакоидните мембрани се исто изградени доста од липиди, но има еден вид на галактолипиди или пак сулфолипиди кои се малце поразлични, значи галакто или пак сулфо липиди. Нели, во оваа надворешната имаше само фосфатидилглицерол и фосфатидилхолин, кои имаат масни опашки. И нормално и на тилакоидниве мембрани има протеини. Значи, овдека на оваа тилакоидната мембрана исто така има протеини кои се импрегнирани во незе, значи ова како направиме мембраната, дека е фосфолипиден двослој. Исто има протеини кои ќе видиме кои се многу важни за процесите на фотосинтеза, бидејќи овдека се одвива фотосинтеза на ниво на мембраната на граната, дука всушност се одвива светлата фаза, но овие протеини се многу подвижни, значи може да се движат доста флуидно.
Сега за самата строма, за растворот на стромата, ајде да земеме вака со црна боја, значи, не работи со црна боја. Значи, ако збориме за самата строма, жолтата боја, таа е прилично слична по состав како самата цитоплазма, но овдека плюс се наоѓаат значи скромни зрна, значи замислете си го како шекерно зрно, кој се производи на фотосинтеза. Се наоѓа исто имаме и ДНА, значи имаме одредена ДНА која е пластидијална ДНА за самите хлоропласти, исто и митохондриите имаат своја ДНА, ова го збориме во генетика. Значи имаат нуклеински киселини, исто така од тие нели прават различни РНА молекули. Така, значи имаме различни РНА молекули, имаме ТРНА, имаме месенџер РНА, имаме рибозомална РНА. Исто така во стромата имаме и рибозоми кои се разликуваат од рибозомите кои се наоѓаат во цитоплазмата, бидејќи вие се 70S рибозоми, дека тие во цитоплазмата се 80S. И поради самото присуство на оваа ДНА, голем дел од протеините, веќе овдека со помош на рибозомите и на месенџер РНА ќе се вметне и на ТРНА, и сите овие РНА кои ќе влезат во улога се прават протеини, така, крајен продукт се протеини. Така добиваме протеини, и овие протеини всушност влегуваат во состав на овие протеински канали кои се наоѓаат на внатрешната мембрана на хлоропластите. Всушност ова сакам да кажам дека хлоропластот е до некаде независен систем, бидејќи не зависи синтезата на овие протеини од јадрото на клетка, него едноставно си има своја ДНА, своји РНА молекули, или своји рибозоми и си прави протеини кои се наоѓаат на внатрешната мембрана или пак на исто имавме протеини кои се наоѓаат на тилакоидната мембрана. Така се немам веќе кои бои да ги правам, да не си смешате со боите. Значи семи независен систем е самиот хлоропласт. И всушност се одвоени повеќе, ова го заклучивте, но всушност имаме еден простор, така кој е перипластидијалниот простор, втор е самата строма и трет е просторот кој се наоѓа внатре во луменот на граните, дали стромалните тилакоиди или пак граналните тилакоиди. И тоа се три простори кои се одвоени со цел да може да се одвива фотосинтеза. Нели, како што рековме, на граната на мембраната се одвива светлата фаза, во стромата се одвива темната фаза, а перипластидијалниот простор е потребен за разбива материите помеѓу цитоплазмата и самиот хлоропласт, бидејќи што ќе му се материја ако само се собира во хлоропластот, тоа треба да ги искористи целото растение. Сега од овие правила има некои се исклучиши, особено кај бактериите и алгите, бидејќи алгите, главно како што ќе натртаме тука на хлоропласт, внатре не мора да имаат тилакоиди како што ние ги замислуваме организирани грани, него може само да бидат тилакоиди, само да бидат расфрлени тилакоиди, не мора да образуваат грани, некогаш пак може да образуваат грани, значи некогаш не образуваат грани, некогаш образуваат, зависи кои алги збориме, бидејќи имаме голем број на алги, имаме црвени, модро-зелени, кафени и така натаму и така натаму. И главно нејата површина се наоѓаат на површината на тилакоидите, мембраната тилакоидите, се наоѓаат структури наречени фикобилизоми, кои се друг вид на структури од тие што ги имаме кај вишите растенија, но нема се задржиме толку ние кај алгите, бидејќи има доста разлики во однос на фотосинтезата. Ние ќе се задржиме главно на таа кај вишите растенија, бидејќи таа едноставно се учи на школа. И таа е најважната. Добро, за важноста всушност не знам дали тоа е всушност може да има и дебата, бидејќи најголем дел од луѓето мислат дека кислородот кој го имаме во атмосферата доаѓа од дрвата, што е точно, но всушност 70% од кислородот кој го имаме во атмосферата доаѓа од овие алги. Значи не доаѓа од листовите на дрвата, бидејќи дрвата го трошат пак назад. Најголем дел од кислород доаѓа од океаните, од овие алги кои образуваат водни цветови и така натаму. Но сепак нема многу да се здржи на нив. И се исто така има и бактерии, значи имаме и бактерии, бактеријата ќе бележа како со портокалова боја, кои на нивната мембрана, на нивната плазмалема се наоѓаат одредени структури наречени хроматофори, значи хроматофори,
кои всушност служат за одвивање на некоја фотосинтеза и овие се наоѓаат во различни вагинации и така натаму. Значи, ова е не беше толку важно сега што го кажав за алги и бактерии, едноставно беше тука за да го спомнеме дека фотосинтезата не се одвива само кај вишите растенија, дека се одвива и кај други организми кои имаат сосема други механизми кои се базираат на основната идејата е иста скоро, но имаат различни системи кои ја обавуваат фотосинтезата. Значи, постојат повеќе начини да се изврши фотосинтеза, не е само еден. Добро, тоа беше кратко за структурата на хлоропластите. Сега ќе се почнеме да збориме за пигментите кои се наоѓаат внатре во овие хлоропласти. Значи, како само за една кратка сумација, значи имавме надворешна мембрана, имавме внатрешна мембрана, внатре имавме грани кои беа изградени од тилакоиди, така, беа изградени од тилакоиди, внатрешната содржина се нарекуваше лумен, исто така беа обкружени од така наречени стромални тилакоиди, така обкружени. Имавме три мембрани кои главно се изградени слично, имаат протеини, значи некои имаат протеини, така. Внатрешноста е строма и всушност имаме три компартмани, перипластидерен простор, стромата и луменот. Имаме ДНА која си ја содржи самиот хлоропласт, која со нејзина помош всушност се прават сите овие протеини кои се потребни за самите пластиди, за самата мембрана и за одвивање на